Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе зборам за антиоксиданси и ова ќе биде некој си општ вовед. Сега верувам дека сите сте слушнали или сте прочитале за антиоксиданси, особено ако сте читале за здрава исхрана. Сте прочитале нешто како јадете секој ден ронија, бидејќи ронијата има многу антиоксиданси. Ако тоа го правите, вие ќе живеете 1000 години, нема никогаш да се разболите. Вие ова, вие тоа, бла 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 бла. Сега, има многу тврдења на интернет за антиоксиданси, зошто се битни, зошто треба да ги внесуваш и така натаму и така натаму. И ќе видиме што тоа е вистина, што е лага и ќе видиме која е логиката позади се тоа. И окей, да започнеме. Инаку за ме следите, првично треба да го гледате видеото за слободни радикали, кое што го имам направено во истата плейлиста, нели, на биохемија, каде што зборам за што се тоа слободни радикали и така натаму и така натаму. Океј, од кога ќе гледате тоа, може да продолжиме. И една кратка сумација би била следнава. Слободни радикали се атоми или молекули кои што содржат несврзани електрони, така значи не целосен електронски пар во надворешната електронска љушпа. Сега, зошто е тоа битно? Бидејќи овие слободни радикали се нестабилни и при тоа сакаат да реагираат, повторно ова е унаводниците, не сакаат ништо, ама така го парафразираме, сакаат да реагираат со други атоми или молекули со цел да се стабилизираат. И од кога ќе реагира со нешто, да, овој слободен радикал ќе стане постабилен, но при тоа нештото со кој што е реагирал ќе стане помалку стабилно. И да речеме дека овој слободен радикал реагирал со Z. Што ќе се случи? Слободниот радикал сега ќе стане стабилен, додека Z ќе стане нестабилен. Океј, односно Z сега ќе стане слободен радикал. Зошто е ова битно? Бидејќи кога една молекула станува нестабилна, тоа значи најчесто и промена во нејзината структура. Во биолошките системи, структурата на молекулите е многу битна за нивната функција. Така што Z сега не може да си ја врши функцијата која претходно ја вршел во некој жив организам. Сега, ако е нарушена функцијата на еден протеин, тоа не е голема работа, тој ќе биде рециклиран, но ова ако се случи помасовно, така голем број протеини им е нарушена функцијата, голем број делови од ДНА се зафатени, може да се случат мутации и така натаму, и тоа може да биде вистински проблем на ниво на клетка, па понатаму на ткиво, орган и на цел организам. И првото нешто сега што ти паѓа на памет, па едноставно не внесувај слободни радикали, така не внесувај оксиданси во твоето тело. Проблемот е не можеш тоа да го направиш, бидејќи слободни радикали се генерираат постојано во твоето тело. Дали од надворешни фактори, како што се ултравиолетово зрачење, кислородот од воздухот кој го дишеш, одредени хемиски полутанти во воздухот, хемиски материи во храната која ја јадеш, без разлика колку е таа природна, така можеш да изедеш патлиџан од нива растен непипнат од човек, тој повторно има молекули кои што не се толку секогаш добри за телото, така кои што може да направат слободни радикали. Одредени продукти кои користиме во секојдневие, така топлина од сонцето и така натаму и така натаму. Значи гледате дека од околината секогаш во твоето тело ќе се продуцираат слободни радикали. Исто така, самото твое тело намерно продуцира слободни радикали, што е неизбежно во самата продукција на енергија. Значи телото за да направи енергија мора да направи неминовно слободни радикали. Така што нема бегање од слободните радикали. Ем твоето тело ги продуцира, ем како и да ќе бидат создадени од надворешна средина. Сега, не е се лошо, така слободните радикали се потребни за правилно функционирање на телото. Така значи потребни се за одбрана од патогени, значи имуниот систем ги користи, се користат во најразлични сигнализации за тоа колку енергија има клетката да знае каков метаболизам треба да се активира и така натаму и така натаму. Значи зборам за ова во претходните видеа, кај што зборам за физиолошка и патолошка улога на слободни радикали. Проблемот е ако има премногу. Така, значи слободните радикали се потребни, но не треба да ги има премногу. Океј, бидејќи предизвикуваат оксидативен стрес, оштетување на голем број молекули кои што може да предизвикаат проблем. Во ред, сега за да не ги има премногу, потребни се антиоксиданси кои што ќе ги држат во одредени граници. Океј, значи потребни се слободни радикали и антиоксиданси да се тука да ги држат во одредени граници. И антиоксиданси нема само во биолошките системи, значи антиоксиданси постојат и општо во светот, така кои што не се дел од биологијата.
да го оставиш железото така надвор на воздух, поради кислород во воздухот, ќе оксидира, така ќе има рѓа, железен оксид на површината. Ти можеш да го третираш со одредени антиоксиданси со цел тоа да не се случи или да не се случи толку брзо. Така, во голем број индустрии се користат синтетички антиоксиданси, каде што се продуцираат одредени материјали, каде што потребно е да се спречи оксидација. Така, во прехранбената индустрија, во продукти кои што имаат доста липиди, со цел да се спречи пероксидација на липидите, се користат и природни, така значи биолошки и синтетички антиоксиданси. Значи, овие не се исклучиви само за биолошки системи, само за клетки, само за живот. Значи постојат и надвор од живите организми. Инаку, слободните радикали, кои што се наоѓаат во живите системи, најчесто се со кислородна природа и ги нарекуваме реактивни кислородни молекули. Значи, или накратко ROS, Reactive Oxygen Species. Сега, има една проблематика да не сите молекули кои што се во ROS се слободни радикали. Но можат да действуваат како такви, ги оштетуваат другите молекули. Например, водородниот пероксид, H2O2, се класифицира како молекула во ROS, но не е хемиски слободен радикал. Но ова е само една мала забелешка. Антиоксидансите во биолошките системи може да ги поделиме генерално на две групи, а тоа се ензимски и неензимски. Најбитните ензимски антиоксиданси се супероксид дисмутаза, која се бележи на кратко СОД, каталаза, зашто сигурно сте слушнале, глутатион пероксидаза, која може да бележиме глутатион пероксидаза, глутатион трансфераза и глутатион редуктаза. Значи ГСТ обично за трансфераза, значи glutathione transferase и глутатион редуктаза. Тион редуктаза, исто reductase. И овие се најбитните ензими кои што се заложни за контролирање на слободните радикали. Супероксид дисмутазата се справува со кислородниот радикал, односно супероксидот, додека каталазата и пероксидазата се справуваат со водородниот пероксид. Додека редуктазата и трансферазата се тука за одржување на целиот систем кој што ќе го разгледуваме во следните видеа. Сега има еден друг слободен радикал во ROS кој што спаја, кој што е најреактивен, а тоа е хидроксидниот јон, односно хидроксилен јон. Така, значи OH со точка. Сега, зошто нема ензим за хидроксилниот јон? Бидејќи е толку многу реактивен што ја нарушува структурата на ензимот и ензимот понатаму не е толку функционален. Поради тоа, постојат молекули кои што нормално не се ензими, кои што посредуваат во сузбивање, да кажам, на овој хидроксилен јон и ги има многу на број. Значи постојат огромен број неензимски молекули кои што действуваат како антиоксиданси. И некои од овие ќе ви бидат познати. Така, значи такви се витамин Е, кој што е многу битен, токоферол, витамин А, витамин С. Значи, ова се молекули кои што ги внесуваме со секојдневната исхрана, така сигурно се слушнале витамин А, Е и С, дека се битни за секојдневно постоење и една од нивните улоги е дека действуваат како антиоксиданси. Значи, и они си се регенерираат, действуваат помеѓу себе и ќе видите како тоа се функционира во понатамошни видеа. Но други молекули се мочна киселина. Може би некоја сте мериле, ако сте имале проблеми со зглобовите, ви рекле да измерите мочна киселина, да имате гихт. Билирубини. Тоа се деградациони продукти од метаболизмот на хемоглобин, така влијаат за бојата на урината, на фецесот и така натаму, но имаат антиоксидативен капацитет. Феритин,
кој е протеин за складирање и транспорт на железо, односно и трансферинот е тука за транспорт, така што феритин, трансферин, церулоплазмин, тоа е протеин за транспорт на бакар, мелатонин, сигурно се слушнале ако сте читале нешто за спиење или така натаму. Тонин. Тоа е нели поврзан со серотонинот, но тоа е всушност е само метаболизам на одредени аминокиселини. А некои молекули за кои не верувам дека и толку сте слушнале се како коензим Q, коензим Q10, односно убиквинол, глутатион, кој што ви звучи познато во однос на ензимите, значи глутатион пероксидаза, глутатион трансфераза, редуктаза, па глутатион е всушност трипептид од 3 аминокиселини, молекула која што има антиоксидативен капацитет. И многу други молекули од групи на молекули, кои што ги има главно во растенија, како што се полиамини, каротеноиди, флавоноиди, кои што доаѓаат главно од секундарниот метаболизам на растенија. Сега една битна работа која треба да се запамти за овие неензимски антиоксиданси е дека некои од нив се липидно растворливи, некои се хидрорастворливи, односно во вода. Така значи имаме lipid soluble and water soluble. Како со витамините? Така значи перер витамин С е хидросолубилен, додека витамин А и Е се липосолубилни. И друга битна работа е дека некои од овие неензимски антиоксиданси действуваат директно, додека некои действуваат индиректно. Што мислам со тоа? Например, витамин Е, витамин А действуваат директно со слободниот радикал. Така значи слободниот радикал доаѓа во интеракција со витамин Е. Но некои од овие други молекули не действуваат директно, него действуваат индиректно. Што мислам со тоа? Им помагаат на молекулите кои што действуваат директно да функционираат правилно. Односно, некогаш во овие молекули, кај неензимски, се набројува и селен. Океј, напишав со латиница, не знам зошто. Океј, нема врска. Сега, селенот сам по себе не е антиоксиданс, али во многу голем број на литература се напоменува како антиоксиданс. Зошто? Бидејќи селенот е битен за правилно функционирање на глутатион, пример, редуктаза. Ако го нема селенот, ензимот не може да функционира, поради тоа викаме дека селенот има антиоксидативен капацитет, али нема директен антиоксидативен капацитет. Така значи селенот не влијае директно на слободниот радикал, али без него не може да функционираат другите антиоксиданси. Океј, или некои антиоксидативни системи. Така што постојат директни и индиректни антиоксиданси. Сега нормално се поставува прашањето како воопшто функционираат овие антиоксиданси и затоа ќе објаснам подетално во наредните две видеа, но во кратки црти одговорот е следен. Да речеме дека тука имаш некој слободен радикал кој што действува, односно влегува во интеракција со некој од овие антиоксидативни ензими. Така, значи плюс, ќе речеме, еве, некој ензим, така, и тоа што ќе се добие е да слободниот радикал сега има Х, еве, например, тука, значи не е веќе слободен радикал, но сега ензимот станал слободен радикал. Затоа го бележам со малце различна боја. Сега речеш, па што е поентата тогаш? Почнавме од еден слободен радикал, дојдовме друг слободен радикал. Ништо не сме направиле. Да, но овој слободен радикал може под дејство на други ензими и користење на енергија да се врати назад до првобитната состојба, односно како што беше претходно. Тоа се постигнува, како што реков, користејќи други ензими, еве ќе бележиме со виолетова боја, некој ензим 2, кој што помага во таа реакција и при тоа се користи еве и енергија, така значи АТП или пак некој редуцирани коензими, значи може да се искористат така што ќе се регенерира ензимот. Додека пак кај неензимските антиоксиданси имаме нешто малце поинтересно. Ако ја погледнеме структурата на антиоксидансиве неензимски,
кои што действуваат директно со слободниот радикал, ќе видиме дека имаат голем број сличности. И ќе видиме дека скоро сите содржат или бензински прстени, или пак содржат многу двојни врски. И тие двојни врски најчесто се конјугирани. Тоа значи идат една после друга. И ако памтите органска хемија, бензинскиот прстен го бележиме вака, или пак попрецизно се бележи вака. Што значи тоа? Што значеше овој круг во средина? Тоа значи дека електроните се делокализирани. Односно дека во центарот на овој бензински прстен имаме еден вид облак од електрони. Не знаеме електроните на кој С атом припаѓаат, така што на некој си начин можеш да речеш дека припаѓаат на сите С атоми. Зошто е ова битно? Зошто овие неензимски антиоксиданси имаат оваа структура? Односно ги имаат овие елементи во својата структура. Бидејќи кога они ќе постанат слободен радикал, како што видовме претходно, така да имаш R нешто, реагира со овие неензимски така антиоксиданси, ќе бележам со N, тоа што се добива ќе биде нели RH плюс N, но сега N е слободен радикал. Овие слободни радикали, кои што сега се добиле од неензимските антиоксиданси, некогаш се регенерираат и постојат системи и тука, но не секогаш. Ама кој е бенефитот? Ке речеш повторно од еден слободен радикал си добил друг. Но бенефитот е дека овие слободни радикали се многу ниско реактивни, иако се слободни радикали. Зошто? Бидејќи тој вишок електрон, така, кој можеш така да го гледаш, не е баш вишок, него тука имало некој Х, например, кој што сега е откачен, но имаме неспарен електрон. Тој неспарен електрон нема точна позиција. Така, значи, неспарениот електрон на некој си начин може да го гледаш, така да речеме, дека е прераспределен низ целава структура. Океј? Или ако тоа го нацртаме дека кај што имаме конјугирани двојни врски, ако тука имаш неспарен електрон, тој всушност, ако вдека нели се раскина оваа двојна врска, ако ги знам со црна боја, се наоѓа и наваму и наваму. Океј? Така што нестабилноста на молекулата не е толку голема како што била кај другиот вид на слободен радикал. Океј? Кај ова R. Односно, овој неспарен електрон не влијае толку многу на структурата на овие неензимски антиоксиданси. И тоа е начинот на кој всушност функционира. Ако ја видиш структура на витамин Е, витамин А, витамин С, овие полиамиди, флавоноиди, сите ги имаат овие прстени, кои што може да се справат со тоа да немаат сврзан електронски пар и тоа да не им влијае до толку. Во ред, знаеме дека антиоксидансите се битни за правилно функционирање на клетката. Така, ако ги нема, клетката одма се деградира. Океј, тоа го знаеме. Но, дали внесување на антиоксиданси преку исхраната има некаков позитивен ефект? Сега, има два начина кои може да го гледаме. Антиоксиданси внесени преку вистинска храна или преку суплементи. Сега, антиоксиданси уопште внесени, дали преку суплементи или преку храна, правени се истражувања, има доста конфликтни истражувања, но генералниот консензус е дека не помагаат. Сега, растенијата, односно храната вистинска, може да помогне, но поради други работи кои што ги содржи. Така, многу е по-логично дека ако јадеш здрава храна ќе бидеш поздрав. Но дали е тоа предизвикано од антиоксидансите, моментално се смета дека не. Зошто? Не сме сигурни, мислам, има повеќе причини. Може би кога се обработува храната или од цревата, антиоксидансите се деградираат до тој степен што веќе се нефункционални, така што не можеш да ги примиш преку цревата, барем некои од антиоксиданси така ги има многу. Може би се само функционални кога идат во комбинација со некои други молекули, може би како што ги внесуваш, така, телото вика, еј, види имам вишок, ја ќе прекинам да продуцирам, така што ти внесуваш преку храна, ама пак имаш исто. Така бидејќи телото не прави антиоксиданси.
бидејќи вика, доста ми се од исхранава, ја ќе намалам со мојата продукција, например како што е со атлети што внесуваат тестостерон, така се боцка со тестостерон и тестистите викаат, гле, имам доста, ја нема да продуцирам и они го губат природната продукција. Може би тоа се случува, може има негативен фидбек. Ти внесуваш антиоксиданси, телото вика, многу имам, дај да намалам и пак имаш исто. Други предложени теории се дека бактериите во цревната флора користат некои од овие антиоксиданси па предизвикуваат повеќе воспаление, што прави повеќе слободни радикали, па овие антиоксиданси се трошат за тие ново предизвикани слободни радикали и така натаму, но сепак, значи не е ова се разјаснето и моменталниот консензус е дека не функционира. Значи се давани супер физиолошки дози на стаорци и нема некој си многу бенефит, дури некојаш има и негативен ефект, сепак ова се молекули. Ти можеш да се предозираш со витамин Е, тој е липосолубилен. Така, ако ти внесуваш витамин Е како ненормален, тоа е токсично, или А. Така, ајде С е хидросолубилен, па голема количина ќе измочаш, но и тој во голема количина може да биде штетен, така да прави кристали, проблеми со бубрези и така натаму. Сега тоа е за храната, доека за суплементи кои што се баш апчиња, каде што идат во некоја си прочистена форма, молекули кои што сметаме дека се битни, пример витамин Е, глутатион и така натаму, во вакви апчиња се ставаат. Тие се уште помалку успешни, бидејќи доаѓаат како чисти супстанци, а не знаеме зошто не се толку успешни. Сметаме дека кога доаѓаат како пакет со други молекули во растенија, тоа возможува за подобра апсорпција или за подобро функционирање. И често во суплементи се ставаат само одредени изоформи, например витамин Е има 8 различни изоформи, односно варијанти, зависи какви прстени има, но поентата е во таблети имаш една или две изоформи, доека во исхрана имаш многу повеќе разноликост. Така што немојте да фрлате пари по антиоксидативни суплементи, едноставно храните се малце поздраво, најверојатно нема толку да влијае. Сега, има некои бенефити, онака, ако се аплицира топично, така на кожа, така нешто тука да помогне, но дека преку исхрана и ти ќе внесеш у телото и ќе бидеш, не знам, нешто многу поздрав, не е вистина, бидејќи самото тело си продуцира антиоксиданси, си го регулира тоа, колку му треба. Така, значи, ако треба повеќе, самото тело ќе направи повеќе. Единствено витамин С не може да го правиме. Барем голем број цитачи не можат, луѓето не можат. Глушецот може, глушецот си прави витамин С. Окей, тоа е генерално тоа што сакам да го кажам. Имајте, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.